Обраќањето за состојбата на Унијата на председателот Доналд Трамп стана шокантно прикажување на поделбите меѓу неговите републиканци и демократите во Конгресот. Спикерот на представничкиот дом Ненси Пелоси по обраќањето на Трамп ја искина нејзината копија од говорот. Гестот на Пелоси на самиот крај ја потенцира атмосферата во Капитол Хил по 78-минутното обраќање на Трамп. Наместо она што традиционално е годишен момент за политичко примирие, оваа состојба на нацијата ја потенцира политичката војна во земјата пред изборите во ноември. Запрашана зошто го направила тоа, таа изјави: Because it was a courteous thing to do, considering the alternatives. Говорот започна со онолку утина со колку што заврши, бидејќи Трамп го игнорираше вообичаениот протокол и одби да се ракува со Пелоси, која како спикер на представничкиот дом го предводеше притисокот за импичмент на Трамп за злоупотреба на службената должност. Демократите одговорија на говорот на Трамп, во кој тој го прогласи големиот американски камбек и ги наброја неговите достигнувања. Во основата на целата напнатост е фактот дека по неколку месечните истраги за импичмент во домот предведен од демократите, Сенатот со републиканско мнозинство сега е скоро известно дека ќе го ослободи Трамп. Голем дел од говорот на Трамп беше посветен на неговата, како што рече, успешна економска политика. To those watching at home tonight, I want you to know we will never let socialism destroy American. Трамп рече дека неговата политика за дерегулација и намалување на даноците, критикувани од противниците како удар врз животната средина и фаворизирање на богатите над сиромашните, се одговорни за неспоредливиот економски успех. Тој при тоа ги наведе Северноамериканскиот трговски пакт и трговскиот договор со Кина. For decades, China has taken advantage of the United States. Now we have changed that. But at the same time, we have perhaps the best relationship we've ever had with China, including with President Xi. Трамп исто така ги наведе и големите воени трошоци, невидените мерки за запирање на нелегалната имиграција и неговиот обид да се стави крај на војните на Америка на Блискиот Исток, како примери за исполнување на неговите обврски кон гласачите. Тој во говорот не го спомна ниту еднаш зборот импичмент.